Собранието на Република Македонија денеска ја продолжи шестата седница, на чиј дневен ред се најде разрешувањето на јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски. Вчера попладне беше утврден редоследот на пријавените дискутанти за оваа точка, а пријавени се над 90 пратеници. Предлогот Зврлевски да биде разрешен од функцијата државен јавен обвинител е поднесен од владата на Република Македонија, поради како што истакна заменик министерот за правда Оливер Ристовски, незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на функцијата. Владата на Република Македонија може да побара од Собранието на Република Македонија разрешување на јавниот обвинител од неговата функција пред истекот на мандатот од следниве причини: поради незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на функцијата, ако со своето однесување и дејствување покажува дека не е способен за извршување на функцијата, ако не поднесува барања за покренување на кривичната постапка за случаи предвидени со закон и поради нарушување на угледот на функцијата. Реплика имаше Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој кажа дека владата нема никакво конкретно објаснување зошто сака да го разреши Зврлевски, туку образложението било препишано од неколку пресконференции на СДСМ. Воопшто не сум изненаден од образложението на представникот на владата, кое што за толку сериозна тема беше 5 или 6 минути. За жал, образложението од владата е практично препишан или копиран текст од неколку пресконференции на Социјалдемократскиот сојуз. Нема сериозна анализа, нема ниту една бројка, нема ниту еден податок за капацитетите на работа, за очекувањата, за стандардите, нема анализа, нема мерит систем, нема проценка, нема ништо, има партиски реваншизам. Денешната иницијатива е класичен партиски реваншизам, што е во насока на сето она што го гледаме во почетокот на мандатот на оваа влада. Тоа не е веројатно одлика лична на представникот на владата, но е генерална карактеристика на целата влада. Спротивно на закон се назначи директор на Агенцијата за администрација, спротивно на неколку закони се разрешија и се поставија нови директори на управата за јавни приходи, на Агенцијата за на еден куп агенции, за да не ги именувам сите, со што апсолутно ни се потврдува ставот дека се нема намера да се подобрат стандардите, се нема намера да се исполнат предизборните ветувања за департизација, за подигнување на ефикасноста и квалитетот на работата на институциите, се има намера да се читаат партиски пресконференции и да се оди во процес на груба партизација. Пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски посочи дека владата нема никакви аргументи во барањето за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Најголема вина на нестручност на овој јавен обвинител е што стручно го фатил градоначалникот на Струмица во барање подкуп. Преку разни сценарија градоначалникот станува премиер и сега сака да го разреши, затоа што јавниот обвинител го фатил во подкуп. Тоа е најголемиот аргумент зошто сака да го разреши, посочи Милошовски. Јавниот обвинител Марко Зврлевски ќе зборува од собраниската говорница, откако ќе ги сослуша репликите и контрарепликите од пратениците за неговото разрешување.